Поздрави, мои драги пријатели. Сакам да ти ја прочитам добрата вест како што е напишена во Евангелијата. Слушај внимателно, тоа е многу важно. Во Евангелијата ни се вели: времето се исполни и Царството Божје наближи. Покајте се и верувајте во Евангелието. Вака зборуваше Исус, Месијата, кога беше на земјата. Името Месија значи помазаник. А раѓањето на Исуса Христа стана вака. По свршувачката на мајка му Марија за Јосифа, уште пред да се состанат, се виде дека е тешка од Светиот Дух. И рече ангелот: не бој се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. И ете ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син, и ќе го наречеш со името Исус. А Марија му рече на ангелот: како ќе биде тоа кога јас не знам за маж? Ангелот ја одговори и рече: Светиот Дух ќе слегне на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божји, зашто нема да остане во Бога ни еден спор без сила. Марија пак рече: еве ја слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои. И ангелот си отиде од неа. А Јосиф, нејзиниот маж, бидејќи праведен, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја остави. Но штом помисли така, ете ангел Господов му се јави на сон и рече: Јосифе, сине Давидов, не бој се да ја примиш Марија, жената своја, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто он ќе го спаси својот народ од неговите гревови. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господа преку пророкот, кој вели: и ете девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син, и ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Штом се разбуди Јосиф од сон, направи така како што му беше заповедал ангелот Господов и ја прими жена си. И не се доближи до неа, додека таа не го роди својот првороден син и го нарече Исус. Во тие денови излезе заповед од кесарот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис за управувањето на Киринија во Сирија. И појдоа сите да се запишат, секој во својот град. Отиде Јосиф од Галилеја, од градот Назарет во Јудеја, во градот Давидов, наречен Витлеем, бидејќи беше од домот и племето Давидово, за да се запише со Марија, свршената за него жена, која не беше празна. А кога беа таму, нејзи дојде времето да роди. И го роди својот син првенец, го пови и го положи во јасли, оти за нив немаше место во пренокиштето. Имаше пастири во тој крај кои ноќеваа таму и го чуваа своето стадо. И одеднаш ангел Господов застана меѓу нив и славата Господова ги осветли, и се уплашија многу. А ангелот им рече: не бојте се, ете ви соопштувам голема радост која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. И еве ви знак, ќе најдете повиен младенец како лежи во јасли. И одеднаш со ангелот се јави многобројно небеско воинство, кое го славеше Бога велејки: слава во висините на Бога, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Кога си отидаа ангелите од нив на небо, пастирите си рекоа помеѓу себе: да отидеме во Витлеем и да видиме што се случило таму за кое ни соопшти Господ. И дојдоа брзо и ги најдоа Јосифа и Марија и младенецот како лежи во јаслите. А штом видоа, кажаа се што им беше речено за тоа дете. И сите што чуја, се восхитуваа на сето она што им расправаа пастирите. А Марија ги пазеше сите тие зборови, слагајќи ги во срцето свое. И се вратија пастирите, славејќи го и фалејќи Бога за се она што чуја и видоа како што им беше речено.
Исус растеше како и секое друго дете. Кога имаше 30 години, тој јавно се изјасни како оној кој е испратен од Бога да го изврши својот план на земјата. Му ја подадоа книгата на пророк Исаија, и он, што ми отвори книгата, го најде местото каде што беше напишано: Духот Господов е врз мене, затоа ме помаза да им соопштам радосна вест на бедните. Ме прати да ги исцелам скршените срца, да им проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода на патените. И почна да им зборува: денеска се исполни ова писмо што го чувте. Додека беше на земјата, Исус направи многу знаци и чуда како знак на Божјата љубов и грижа за човештвото. Например, тој смири една бура. И се случи еден ден да влезе он во кораб со учениците своји и им рече: да минеме на другата страна од езерово. И појдоа. Кога пловеа заспа. На дезерото се појави силен ветер, па ги плискаше водата и беа во опасност. Пристапија и го разбудија, говорејќи: наставниче, наставниче, загинуваме. А тој штом се разбуди, му запрети на ветрот и на брановите. И тие се смирија и настана тишина. И им рече: каде е верата ваша? А тие се уплашија и се чудеа, велејќи се еден на друг: кој е овој што и на ветровите и на водата им заповеда и го слушаат? Еднаш исто така, Исус нахрани 5000 луѓе, без да ги броиме жените и децата. А апостолите, кога се вратија, му кажаа што направиле. Па кога ги зема, отиде насам во пусто место до градот што се викаше Вицаида. Но народот штом разбра, тргна по него, и кога ги прими, им зборуваше за Царството Божјо и ги лекуваше оние што имаа потреба од лекување. А денот почна да намалува. И се приближија до него 12 и му рекоа: отпушти го народот да оди по околните села и колиби на ноќевање и да си најде храна. Оти овде сме на пусто место. Но он им рече: дајте им вие да јадат. Тие одговорија: ние немаме повеќе од 5 лебови и 2 риби, освен ако отидеме и купиме храна за сите овие луѓе. Бидејќи тие беа околу 5000 души. Но он им рече на учениците своји: кажете им да седнат на купчиња од по 50. И направија така и ги поредија сите. А тој, кога ги изеде 5 лебови и 2 риби, погледна кон небото, ги благослови, ги прекрши и им ги даде на учениците за да ги стават пред народот. И јадеа и се наситија сите, и дигнаа од останатите парчиња 12 кошеви. Тој можеше да ги излечи болните, па дури и да изгонува зли духови од луѓето. И слезе во Капернаум, во градот Галилејски, и ги поучуваше во саботните денови. И се чудеа на неговата наука, зашто словото му беше со власт. Во синагогата се наоѓаше еден човек, во кога имаше нечист бесовски дух, и тој извика гласно: о, што имаш ти со нас, ти Исусе Назарејче? Си дошол ли да не погубиш? Те знам кој си ти, светец Божји. А Исус му запрети говорејќи: молкни и излези од него. Па како го кутна насреде, бесот излезе од него и ништо лошо не му направи. И сите се уплашија и расудуваа говорејќи меѓу себе: какви се овие зборови со власт и сила, им заповедува на нечистите духови и тие излегуваат? Па се разнесе глас за него по сите околни места. Исус, додека беше на земјата, поучуваше многу нешта. Тој рече: а Исус одговори: возлюби го Господа својот Бог со сето свое срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Тоа е првата и најголема заповед. А втората е слична на неа: возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се крепа целиот закон и пророците. Исус исто така рече: сте слушале дека било речено на прадедовците ваши:
Не убивај, а кој убие виновен е пред судот. Јас пак ви велам дека секој што се гневи на брата си без причина, ќе биде виновен пред судот, а оној што ќе го нарече брата си празноглав, ќе биде виновен пред врховниот суд. Оној пак што ќе рече будала, ќе биде виновен за во пеколот. И така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, тогаш остави го дарот таму пред жртвеникот, па оди и најнапред помири се со брата си, а потоа дојди и принеси го дарот. Сте слушале дека е кажано: љуби го својот ближен и мрази го непријателот. А јас пак ви велам: љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Татко Небесен, зашто тој го остава своето сонце да грее над лошите и над добрите и праќа дожд на праведните и грешните. Најчудното нешто што Исус го тврдеше беше дека тој може да простува гревови. Еден ден, кога поучуваше тој, седеа таму фарисеи и законоучители, кои беа дошли од сите села на Галилеја и Јудеја и од Ерусалим, и силата Господова лекуваше. Ете, некои донесоа на постела еден човек што беше фатен и сакаа да го внесат и положат пред него. Па како не најдоа место од каде да го внесат поради народот, се качија на куќата и преку покриот го спуштија со се постелата насреде пред Исуса. А тој, што ми ја виде верата нивна, рече: човече, ти се опростуваат гревовите. Книжниците пак и фарисеите почнаа да размислуваат и да велат: кој е овој што хули на Бога? Кој може да ги простува гревовите освен еден Бог? А Исус, кој ги разбра нивните помисли, им одговори и рече: што размислувате во срцата свој? Што е полесно да кажам? Ти се опростуваат гревовите, или да кажам: стани и оди? Но да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите. Му рече на фатениот: тебе ти велам, стани, земи си го ударот и оди си дома. И тој веднаш стана пред нив и си го зема она на кој лежеше, па си отиде дома благодарејќи му на Бога. Ужас ги опфати сите и го славеа Бога, па како се исполнија со страв, говореа: чудни работи видовме денеска. На кој може да му се простат гревовите? Исус велеше дека без понизност и покаяние пред Бога никој не може да очекува Бог да му прости. А на оние што беа уверени во себе дека се праведници и ги презираат другите, Исус им ја каже оваа приказна. Два човека влегоа во храм да се помолат, едниот фарисеј, а другиот митар. Кога застана, фарисејот вака се молеше во себе: Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, кратци, несправедливи, прелюбодејци или како овој митар. Постам 2 пати во седмицата, давам 10 од се што добивам. А митарот стоеше оддалеку, не смееше дури и очите да ги подигне кон небото, туку се удираше во гради и велеше: Боже, биди милостив према мене грешниот. Ви велам дека тој си отиде дома повеќе оправдан отколку оној, зашто секој што се воздига ќе биде понизен, а кој се понизува ќе биде воздигнат. Како Бог простува? Исус кажа приказна која ќе ни помогне да разбереме една вистина. Приказната дава слика на љубовта и сочувството Божје, кој сака сите луѓе, мажи и жени, да му се вратат и да бидат негови синови и ќерки. И рече: еден човек имаше 2 сина. Помладиот од нив му рече на татка си: Татко, дај ми го делот што ми припаѓа од имотот. И таткот им го раздели имотот. По неколку дена, помладиот син, кога собра се, отиде во далечна земја и таму го потроши својот дел живеејќи блудно. И откако потроши се, настана голема глад во таа земја, и тој се најде во мака. Па отиде кај еден човек во таа земја и се погоди, и тој го прати во своето поле да пасе свињи. Истраден беше да го наполни својот стомак со корења, што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си, рече: колку наемници при татка ми имаат леб во изобилие, а јас пак умирам од глад. Ке станам и ќе отидам при татка си и ќе му речам: Татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од твоите наемници. Па стана и отиде при татка си, и кога беше уште далеку, го виде таткото негов и се сожали над него, па потрча, го прегрна и го бакна. И синот му рече:
Татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син. И таткото им рече на слугите своји: Изнесете најубава промена и облечете го, и дајте му прстен на раката негова и обувки на нозете. Па дотерајте го и заколете го угоеното теле, да јадеме и да се веселиме. Оти овој мој син мртов беше и оживе, изгубен беше и се најде. И почнаа да се веселат. Бранови ветри бучат, ми се лула коработ, но со надеж горе гледам, тој ми помага. Никогаш сам, никогаш сам, никогаш, никогаш сам, никогаш сам, никогаш сам, никогаш не сум јас сам. Слаб сум јас кога сам веслам, коработ мој се лула. Со надеж јас горе гледам, Господ помага. Никогаш сам, никогаш сам, никогаш, никогаш сам, никогаш сам, никогаш сам, никогаш не сум јас сам. Исус рече: Ви велам дека и на небото ќе биде поголема радост за еден грешник кој се кае, отколку за 99 праведника што немаат потреба од каење. Здравите немаат потреба од лекар, но болните. Не сум дошол да ги повикам праведните на покаяние, туку грешните. Дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ви успокојам. Се што ми дава Отецот ќе дојде кај мене, а кој доаѓа кај мене, нема да го избркам надвор. Оти слегов од небото не за да извршувам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати. Волјата на оној што ме прати е: секој што го види Синот и поверува во Него, да има живот вечен, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Исус е Син Божји. Еднаш некој го прашал својот пријател: што постоело прво, Бог, Неговиот дух или Неговото слово? Пријателот одговорил: сигурно Бог, бидејќи ништо не може да постои пред Него. Тогаш човекот рекол: ако Бог некогаш бил без дух или слово, што значи мртов и нем Бог, како воопшто може да биде Бог? По кратко размислување, пријателот рекол: имаш право, Бог не може да е мртов без дух, ниту нем без своето слово, зашто тој е совршен во се. Духот и словото се во Бога уште од самиот почеток и со него се секогаш. Бог не може да се дели како Бог, дух и слово. Тој е единствен Бог. Пред да дојде на земјата, Исус беше во Божјата присутност. Тој е наречен Слово Божје. Во почетокот беше Словото,
И Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана што постана. И Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме Неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Бога никој никогаш не го видел. Единородниот син, кој во прегратката на Отецот, тој го објави. Исус е Божјата објава за Неговата љубов кон човекот, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во Него да не погине, но да има живот вечен. Исус исто така е наречен и светлина. Во Него имаше живот и животот им беше светлина на луѓето. Постоеше вистинска светлина, која го осветлила секој човек што доаѓа на свет. И пак им рече Исус велејки: Јас сум светлината на светот. Кој врви по мене, нема да оди во темнина, а ќе има светлина во животот. Исус е наречен и јагне Божјо. Еве го јагнето Божјо, кој ги зема гревовите на светот врз себе. Еден ден Исус рече: Јас сум добриот пастир. Добриот пастир си ја полага душата своја за овците. Затоа ме љуби Отецот, зашто јас душата своја си ја полагам за да ја примам пак. Никој не ми ја отима, туку јас сам од себе ја давам. Имам власт да ја дадам и власт имам пак да ја примам. Оваа заповед ја примив од својот Отец. Дојде времето кога Исус ги спроведе во пракса овие зборови. Тој, кој правеше само добро и кој не сгреши ни еднаш, беше осуден на смрт од грешни луѓе, кои одбијат да се покајат за својот грев. Воде и двајца злочинци за да ги погубат со него. И кога дојдоа на местото наречено Черепница, го распнаа таму него и злочинците, едниот оддесно, а другиот одлево. А Исус рече: Оче, прости им, оти не знаат што прават. И кога го делеа облеклото негово, фрлија ждрепка. А народот стоеше и гледаше. Се подсмеваа заедно со народот и првосвештениците, велејки: Други спаси, нека се спаси и себе, ако е тој Христос, избраникот Божи. Исто така и војниците се подигруваа со него. Приближувајќи се, тие му поднесуваа оцет и велеа: Ако си ти царот јудејски, спаси се сам. А над него имаше надпис, напишен на грчки, латински и еврејски: Овој е царот јудејски. Еден од распнатите злочинци хулеше на него велејки: Ако си ти Христос, спаси себе си и нас. А другиот, кога одговори, го искаре и рече: Зари од Бога не се боиш, кога си веќе и само осуден? Ние сме праведно осудени, зашто примивме заслужена казна според нашите дела. Но тој ништо лошо не направил. И му рече на Исуса: Сети се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството свое. А Исус му рече: Вистина ти велам, денеска ќе бидеш со мене во рајот. А беше веќе околу 6-тиот час и настана мрак по целата земја од 9-тиот час. И сонцето потемне, и црковната завеса се расцепи преку средината. И извика Исус гласно и рече: Оче, во Твоите раце го предавам својот дух. И штом го рече тоа, издивна. А стотникот, кога виде што стана, го прослави Бога и рече: Навистина овој човек бил праведник. И сиот народ што беше се собрал да гледа, кога виде што стана, се враќаше со удирање в гради. А сите негови познати и жените што го следеа од Галилеја, стоеа подалеку и го гледаа тоа. Од кога Исус умре, го симнаа од крстот и го ставија в гроб. И ете, некој си по име Јосиф, член на советот, човек добар и праведен. Тој не беше учествувал во советот и во делата нивни, од Ариматеја, град јудејски, кој сам го очекуваше царството Божје. Отиде кај Пилата и го измоли телото Исусово, па го симна и обви во платно, го положи во исечен гроб во кој уште никој не беше положен. Тој ден беше петок и саботата веќе настапуваше. По него одеа и жените, што беа дошле со Исуса од Галилеја и го видоа гробот и полагањето на телото негово. Па како се вратија, приготвија мириси и миро, а во саботата одморија според заповедта. 3 дена подоцна Исус веќе не беше во гробот каде беше погребан. Тој воскресна. Во првиот ден на седмицата, многу рано, тие дојдоа на гробот, носејќи ги приготвените мириси, а заедно со нив беа и некои други. Но плочата на гробот ја најдоа превртена.
и како влегоа не го најдоа телото на Господа Исуса. И додека се чудеа на тоа, одеднаш пред нив застанаа двајца мажи во светли облеки. Тие се уплашија и ги наведнаа лицата кон земјата, а овие им рекоа: зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е овде, а воскресна. Сетете се како ви рече кога беше уште во Галилеја, зборувајќи дека Синот човечки треба да биде предаден на луѓе грешници и да биде распнат и на третиот ден да воскресне. И се сетија на неговите зборови. Па штом се врати од гробот, им го соопштија сето тоа на 11-те и на сите други. А тие беа Марија Магдалена и Јоана и Марија Јаковова и други со нив што им го кажаа тоа на апостолите. И нивните зборови им изгледаа како лага и не им поверуваа. Но Петар стана и отиде бргу до гробот, и кога се наведна, го виде внатре само покровот и се врати, чудејќи се сам во себе за она што се случило. Исус навистина воскресна. Пред да се врати на небото, во период од 40 дена, тој им се покаже на мнозина од своите ученици. Во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село по име Емаус, кое беше оддалечено од Ерусалим 60 стадии. Изборуваа меѓу себе за сите овие настани. И кога разговараа и се запрашува еден со друг, сам Исус се приближи и одеше со нив, но очите им се замрежија за да не го познаат. А тој им рече: какви се тие зборови што ги разменувате меѓу себе одејки и зошто сте нажалени? Едниот од нив, по име Клеопа, му одговори и рече: ти ли си само странец во Ерусалим и не си разбрал што се случи во него овие дни? И ги праша: што? Тие му одговорија: она што стана со Исуса Назареецот, кој беше пророк, силен на дело и на слово, пред Бога и пред целиот народ. Како нашите првосвештеници и управници го предадоа да биде осуден на смрт и го распнаа. А ние се надевавме дека е он оној што треба да го избави Израелот. Но и покрај сето тоа е веќе трет денот како стана ова. А и некои жени од нашите не исплашија. Тие биле рано на гробот и не го нашле телото негово. И кога се вратија, рекоа дека им се јавиле ангели и им кажале оти тој е жив. Отидоа на гробот и некои од нашите и најдоа исто така како што рекоа жените, но него не го виделе. Тогаш им рече: о, безумни и тврди по срце, да верувате во се што рекле пророците. Не требаше ли така да пострада Христос и да влезе во својата слава? Па како почна од Мојсеја и од сите пророци, им зборуваше што е кажано за него во целото писмо. И тие се приближија до селото во кое одеа, а тој се направи како да сака да продолжи. Но тие го задржаа, велејки: остани со нас, отиденот превали и наскоро ќе се стемни. Тој влезе и остана со нив. А кога седеше со нив на трапезата, зема леп, го благослови, го прекрши и им подаваше. Тогаш им се отворија очите и тие го познаа, но тој стана невидлив за нив. И си рекоа еден на друг: зар не гореа срцата наши кога ни зборуваше по патот и кога ни го објаснуваше писмото? И во истиот час станаа, се вратија во Ерусалим и ги најдоа собрани 11-те и оние што беа со нив, каде говореа дека Господ навистина воскреснал и му се јавил на Симона. И тие кажаа за она што им се случи по патот и како го познаа кога го прекршувал лебот. Дури тие уште зборуваа за тоа, сам Исус застана сред нив и им рече: мир вам. А тие така збунети и уплашени помислеа и гледаат дух. Но тој им рече: што се плашите и зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? Видете ги рацете мои и нозете мои. Јас сум истиот. Допрете се до мене и гледајте, зашто духот нема тело и коски, а како што гледате јас имам. А кога го рече тоа, им ги покажа рацете и нозете. Но дури тие од радост уште не веруваа и се чудеа, тој им рече: имате ли овде нешто за јадење? Тие му дадоа парче риба печена и мед во саќе, и кога зеде, јадеше пред нив. Па им рече: ете, тоа е она зашто ви зборував уште додека бев со вас. Оти треба да се исполни се што е напишано за мене во законот Мојсеев, кај пророците и во псалмите. Тогаш им го отвори умот за да ги разбираат писмата. И им рече: така е напишано и така требаше да пострада Христос и да воскресне од мртвите на третиот ден, и да биде проповедано во негово име покаяние и прошка на гревовите на сите народи. И ги изведе надвор од Витанија, па кога ги подигна рацете ги благослови. И кога ги благословуваше, се оддели од нив и се вознесуваше на небото. Тие му се поклонија и се вратија во Ерусалим со голема радост и беа постојано во храмот каде што го славеа и благословуваа Бога.
Еден ден Исус ке се врати од небото. Додека се уште беше на земјата, тој рече: Ете, порано ви кажав, зашто како молнијата што излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки и ќе се расплачат сите земни племиња и ќе го видат Синот човечки како иде на небесните облаци, со голема слава и сила. И ќе ги испрати своите ангели со голем трубен глас, и ќе ги соберат неговите избраници од четирите ветра од едниот до другиот крај на небесата. Небото и земјата ќе преминат, ама зборовите мои нема да преминат. А за тој ден и час никој не знае, ниту ангелите небесни, а само мојот Отец. Но како што беше во деновите на Ноја, така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. Оти како што во деновите пред потопот јадеа и пиеа, се женеа и се мажеа до оној ден кога Ној влезе во ковчегот и не узнаа додека не дојде потопот и истреби се, така ќе биде и доаѓањето на Синот човечки. Затоа бидете и вие готови, зашто во кој час и не мислите ќе дојде Синот човечки. А кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на славата своја и ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други како што овчарот ги одделува овците од козите и ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. Тогаш царот ќе им каже на оние што му се од десната страна: Елате вие благословени од мојот Отец, наследете го царството приготвено за вас од почетокот на светот. Кои се тие благословени од Отецот кои ќе го наследат Царството Божие? Пишано е: а на сите што го примија, на сите што веруваат во Неговото име, им даде можност да станат синови Божие. Исус рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Блажени се оние што го слушаат Словото Божие и го пазат. Духот Свети стои меѓу нас и јас знам за тој свети Божи дух. Има сладок израз лицето, жив дар го примило. Ти свети душе, ти сладок пир, остани со нас, исполни не со така знаеме, одека чисти сме, сега стоиме во мир. Ако речеш Бог ми прости се, сега јак си за да стоиш на злото. Духот Свети со тебе ќе веря ти да имаш јака секој миг. Ти свети душе, сладок пир, остани со нас, исполни не со љубовта и
така знаеме, одека чисти сме, сега стоиме во мир.